Предрасудите беа дека предприемачи или стартапчи се некои луѓе во нивните 20 години, живеат некој брзо темпо на живот, почнуваат нешто ново, тоа има брз раст и сето тоа е супер. Менторите ни е многу важно да бидат луѓе кои што претходно имаат свој стартап или бизнес, кој што прв го изоделе патот, и тоа е главното мото на Стартап Клуб Скопје, дека стартап играат стартап. Ние сакаме да ја градиме следната генерација на предприемачи, односно луѓе кои што ќе започнат да размислуваат така, ќе ајде сега критички да размислуваме што е следно стратешки за Стартап Клуб Скопје. Што сакате вие да придонесете? Можеби има настан кој што вие сакате да организирате. Можеби има нешто што вас ви е потребно да бидете гласни. Добре ни дојдовте и во ова издание на подкастот На каде одиме на Кариера МК. Јас сум Марија и во оваа епизода задоволство ми е да разговарам со Ана Секуловска, таа е програмски директор на Стартап Клуб. Ана, ти благодарам што си дел од подкастот На Кариера МК. Баш ми е драго, Марија. Прекрасен ви е просторот тука и атмосферата. Благодарна за поканата и баш ми е мило што ќе си поразговараме. Да, тема која што е многу актуелна, може да се каже. Ева, за почеток, кажи ни како се движеше твојот кариерен пат од почетоците па до тоа што си денес? Баш си размислував за ова пред некое време, бидејќи јас и уште се чувствувам на некој начин дека сум и на почетокот на мојата кариера од една перспектива, но кога ќе направам рефлексија, како да сум поминала доста активности и ангажмани до овој момент сега, но ништо што е особено значително за мене и што се поврзува со тоа што го правам денес е практично волонтирањето. Сум започнала со волонтирање од мои 14 години и ова следствено се поврзува бидејќи сите мои понатаму професионални ангажмани и работни позиции ми биле во невладиниот сектор. И тогаш сум сфатила дека сум човек кој што сака да работи во средина која што дефинитивно има некое влијание врз општеството и придонесува има некој позитивен импакт. Сум имала една година можеби искуство во приватен сектор и повторно било во делот на образование, но сум сватила дека сакам да целам кон нешто повеќе. И тоа се некако првите нешта кои што ме донеле до тука, во комбинација со мојата љубопитност и истражување. И едно нешто за кое што исто така сум особено благодарна се менторите кои што сум ги имала во текот на моите работни искуства, кои што не си бишто споделувале знаење со мене и ме насочувале во одредена насока. Кога уште сме млади и сме во првите работни искуства, многу е значено кога некој ќе воочи одредени вештини кај нас и ни посочи во која насока треба да одиме. Така што луѓето со кои што сум работела и со кои што сум исто така обкружена и денес, дефинитивно ми помогнале некако во која насока сакам да се насочам. Сега, чисто бидејќи ова е многу општо, моето работно искуство претходно било во делот на маркетинг и комуникација. 5 години сум работела како специјалист за социјални медиуми, но веќе во 2023 година некако добива друга димензија тој дел со комуникација. Веќе почнувам со организација на настани, водење на настани, модерирање на истите и веќе во 2024 се така и го водам и подкастот Стартап Револуција моментално каде што работам во Стартап Клуб Скопје. И така што таа димензија на некои комуникации и односи со јавноста се преточува во нешто друго, што ме доведува до тоа што го работам како програмски директор. Голем дел од моите активности се поврзани со тоа што го планираме на годишно ниво, што се случува во Стартап Клуб Скопје како организација, дали инкубаторската програма, дали се настани или нешто слично, ги водиме заедно со тимот. Јас сум во делот на планирање и доста имам комуникација со нашите партнери и соработници. Така што, мојата некако љубопитност, слушање на менторите, насоките и обкружувањето во некоја средина која што носи импакт, ме доведе до тоа каде што сум денес. Како ти си типичен пример за нешто кога се вложува во себе и порака до младите претпоставувам да пробуваат, да волонтираат, да одат на пракса, бидејќи тоа се бесценети искуства, па кога ќе се вклопат и одлични ментори, се дава некако ветар во грб за понатамошните искуства кои што ги имаме. Така што ете, нели претпоставувам и ти тоа го имаш поминато. Се сложувам комплетно и исто така дава некој процес на себе осознавање.
професионалниот раст и развој е некако рака под рака со личниот и сите овие искуства и тој фидбек што сум го добивала од менторите, нели не секогаш ќе биде позитивен, некогаш ќе биде во насока на нешто што треба да ги подобриме. Но кога ќе сватиме нели дека тоа не е нешто пред се лично, туку некој го зборува тоа што ја гледа твојата големина како личност и што можеш ти да достигнеш. Прво има момент каде што окей, добро, добив нешто што можеби не ми е мило да го слушнам како такво. Каква си во тие моменти? Во тие моменти кога си добивала критика, например? Да, во тие моменти првично сега мислам дека си имам подобрено, но првично првиот фидбек кој сум го добила, сум го саќала доста лично и тоа било од аспект дека како сум можела да не го увидам тоа. Сум имала таква одговорност како не сум можела, но кога немаш искуство, некогаш грешиш, не некогаш секогаш грешиш и тоа е многу природно. Така што прво имала некој повлекување кон себе и размислување, па потоа разговор за тоа како може да се подобри и пробување повторно уште еднаш да си дадеш шанса да видиш како ќе пристапиш сега во ситуацијата откако ќе го примеш тој фидбек. И многу треба да знаеш кога примаш фидбек да размислуваш критички. Што е тоа што треба да го примиш, што е нешто што можеби не било валидно во таа ситуација, бидејќи се случува моменти кога ќе добиеме критика која што можеби не е нешто конструктивно. Тука е само коментар од одредена личност. Среќа јас сум имала луѓе кои што доста биле конструктивни, пошто не само што ќе ми кажеле ова не беше во ред или не беше доволно добро направено, туку можеби треба да пробаш на овој начин за да биде подобро и за да го оствариш начин што е достоинствен и кон себе пред се. Така е, да, треба да сме искрени кон себе пред се, како што спомна и ти, и тие грешки да ги поправаме, да бидеме секој пат подобри и како велат да се надпреваруваме со самите себе, не со другите. Да, и сега сум мислам дека поотворена за разговор, иако се уште го имам емотивниот дел од мене, тоа не можам никако да го заскријам, многу менаџирам. Баш разговарав со една моја пријателка во однос на споредбите сам со себе и го зборувавме тој момент дека баш тоа, нели викат не треба да се споредуваш со другите, туку сам со себе, но и јас пред 2 години ги немав ресурсите и знаењето што го имам сега. Така што дали до негде е валидно и пак и сами со себе, значи се тоа мислам дека зависи од филозофијата што имаме, но дефинитивно е убаво да си правиме рефлексија на тоа каде сме биле. И еве да се навратиме на она што сега моментално го работиш, тоа се активностите во предприемништвото и во стартап клубот. Па кажи ни што те поттикна да започнеш со сето тоа? Мислам дека е следствено настани кои што се случувале низ мојот живот, кога ќе погледнам како низ некој времеплов наназад, уште кога сум била во средношколските денови, сум имала некој порив да решавам проблеми. Мислам дека тоа ми доаѓало многу од воспитувањето од татко ми. Тој секогаш ме викал кога има некој предизвик со кој што или нешто што не ти се допаѓа во твоето окружување, размисли како ти може да го промениш, што имаш ти на располагање во моментов и доколку нешто ти е потребно, каде може да го најдеш и на кој начин. И уште во средношколските денови бев активирана во некои проекти и активности кои што биле нели волонтерски, но и дополнително сум учествувала многу над превари, каде што сум имала можност да го опипам тој предприемачки дух. Дали е од создавање на заеднички бизнис со некои пријатели од средно, кој што било првична идеја, па се до учество на стартап викенд и слично, и мислам дека последователно таа моја љубопитност и желбата да решавам проблеми, да се запознавам со луѓе кои што ми се истомисленици, ме довеле до тие кругови и тие средини каде што се движат луѓе кои што нели се го дишат духот на предприемништвото. Тоа се најчесто луѓе кои што го предизвикуваат статус квото, некојаш бараат нешто што е поразлично, не се секогаш веш комплетно сватени, откриваат нови работи, сакаат да истражуваат. И самиот тој момент кога сум се поврзувала со луѓе кои што така размислувале, ме донело до тоа да бидам окружена со тимот кој што работам сега. Ана, дали и колку е развиена културата на стартап и тука кај нас и колку е разбран концептот всушност на стартап? Супер прашање, мислам дека ова треба да се разговара малку повеќе. Јас ќе го додам од мојата перспектива и моето знаење и секогаш кога зборувам, сакам луѓето да знаат дека моето излагање е врз основа на моето искуство и мојата перцепција за работите. Јас првично се што се случува во нашиот стартап екосистем и заедницата, се запознав пред некои 6 години. Во принцип и кога
започнав со тоа искуство, секогаш никако предрасудите беа дека претприемачи или стартапчи се некои луѓе во нивните 20 години, живеат некој брзо темпо на живот, отпочнуваат нешто ново, тоа има брз раст и сето тоа е супер, они градат компании, познати се на интернационално ниво, таков некој впечаток, на некоја еуфорија. И кога почнав повеќе да се запознавам со заедницата, сватив дека кај нас тие стартапџи или претприемачи кои што се осудуваат да започнат ново, се можеби во некои средни 30 години и веќе имаат неколку бизниси пред нив кои што биле неуспешни или научиле нешто од нив, или пак имаат еден успешен бизнис па сега прават спинов, почнуваат нешто ново врз основа на нивното искуство. Така што мислам дека малку треба повеќе да истражиме, иако е многу убаво дека сега тие термини се актуализирани, дека и се популарни кај младите од аспектот на тој дека нешто се случува брзо, многу брзо стигнуваш до успехот. Тоа е нешто што дали може брзо се стигне до успех? Во суштина не. Значи секогаш треба да се препуштиме кон процесот, да не ги брзаме чекорите. И кога започнуваме нешто ново и особено кога бизнис, тоа има значи истражувања, има чекори напред назад, кај што нешто тестираш на пазарот, па го враќаш, па правиш промени и тоа трае. Исто и отпочнувањето на Стартап Клуб Скопје траеше како процес, како организација. Иако беше регистриран во 2019, дури во 2023 ние го отворивме просторот и првата инкубаторска програма, но позадина стоеше истражувања, поддршка на други стартапи кои што тогаш постоја во заедницата. Али во суштина треба да размислиме и што значи терминологијата. Има разлика помеѓу мал бизнис и стартап. Најчесто стартапите се бизниси кои се брзо растечки и се скалабилни. Имаат исто така колку брзо може да стигнат до профит, исто така и се високо ризични. И тие најчесто се можат брзо да се прошират на повеќе пазари, заради тоа што решаваат некој проблем кој што е иновативен и брзо може да се прилагоди кон решавањето на проблеми не само во еден пазар, туку и на друг, и тоа да расте. Така да тоа е многу важно да се знае како такво. Тоа е разликата помеѓу не знам, да биде некоја фризерско студио или пак нешто што е некоја не знам, апликација која што овозможува да се побрзо се закаже термин за во фризерско студио или било како во тој концепт. Доста интересно. Еве, зборуваме нели за стартап клуб, како всушност започна приказна? Да, тоа е многу интересно. Јас ке го доволам оној момент кога јас се вклучив и што знаев, јас се Стартап Клуб Скопје до тогаш, а во суштина тоа е доста голема приказна и ќе опфатиме на 10-та епизода од Стартап Револуција, каде што ќе зборувам со председателот на Стартап Клуб Скопје, Саша Јовановски, и него ќе го распрашувам за сите детали. Но во суштина, оно што е убаво за Стартап Клуб Скопје, почнува од поривот дека е потребно место каде што ќе дојдат оние луѓе кои што имаат првична идеја за да развијат нивен бизнис. Саша Јовановски, кој што е нели еден од основачите и председател, тој претходно бил дел од друга инкубаторска програма, односно Сигус инкубатор. Тоа било некаде 2014 година. И тој таму ја добива идејата дека е прекрасно што постои еден ваков простор каде што може луѓе кои што имаат идеја за свој бизнис да доаѓаат и заедно да ја градат и воедно да добијат и простор, и менторство и поддршка. И така започнува се. Слушато таа негова идеја. А јас за оваа идеја дознавам во 2021 година, кога почнувам да пишувам за Среќа МК, како е тоа поврзано. Значи, Среќа МК и Среќа бар се по сопствеништво на Саша Јовановски, значи председателот на Стартап Клуб Скопје. И јас доаѓам како практикант во Среќа, бидејќи сакам да пишувам статии за луѓе кои што започнале свој бизнис или пак работат како фрилансери. И тоа е многу ми е смешно, бидејќи ден денес во неговиот контакт листа на телефон сум подпишана Ана Преспа Пракса до ден денес. И тогаш тој почнува да разговара со мене за идејата за што би представувало Стартап Клуб Скопје. И тогаш Среќа бар се наоѓаше на бродот на Среќата, не знам дали те познато, првиот брод наспроти Holiday Inn. Така, да. Тогаш се наоѓаше и неговата идеја беше да се отвори првиот инкубатор на брод. Така некако да изгради таа приказна.
но соствено тоа што се следствено на тоа што се случуваше со политичката состојба кај нас е слично, нели се затвора Среќа бар таму и се отвора во аеродром на Трита Македонска, моментално во близина на Американ коледж, и тука се јавува и можноста да има и посебен простор кој што ќе биде во рамки на Среќа бар, но ќе служи на стартап клуб Скопје. И така започнува се. Значи започнува сега тука веќе некако да станува сето тоа опипливо. Имаме простор, го градиме просторот. Значи тоа е апсолутно голема инвестиција од тој поглед, која што се покрива благодарение на Среќа бар. И ја лансираме и првата инкубаторска програма во тој период. Така што се случува заеднички и напоредно, и тука се некако зачетоците на се што се случува со Стартап клуб Скопје. А за деталите ги зборувам со него, бидејќи он има многу убава приказна во позадина, и ова јас како наблюдувач како се вклучувам во сево ова, и од почетокот сите мои ангажмани поврзани со Стартап клуб Скопје биле волонтерски. Значи и од организацијата на настани, и од помагањето со инкубаторската програма, и така природно го формиравме и тимот. Исто и колешката Бисера Лутевска, која што е моментално во делот на маркетинг, не маркетинг специјалист, и она дојде пред сега како практикант, и така ја започнавме и со работката и со неја. И се формираше еден мал тим кој што ден денес нели расте и се и го градите и понатака секако. А како нова иницијатива, како се одржува и се финансира Стартап клуб Скопје? Често ни го поставуваат ова прашање. Едното нешто што го начнав е тоа што е поврзано со Среќа бар, така што Среќа ни го овозможува просторот кој што го имаме и го покриваме практично преку Среќа бар. Другото нешто е корпоративните партнери кои ги имаме. Ние како Стартап клуб Скопје имаме Среќа, што од нашите почетоци позади нас да стои банка како корпоративен партнер, што е многу значено и многу ни е драго, бидејќи тие пројавија интерес да исто така и да не поддржат. Имаме прекрасна соработка со нив. Моментално исто така и го изнајмуваме просторот каде што може да се организираат настани, и ова е еден апел до сите можеби компании кои што ќе го слушнат овој подкаст, најубавата поддршка за Стартап клуб Скопје е доколку дојдат и организираат настан во нашиот простор, се запознаат со нашата заедница, бидејќи кога организира некој настан во Стартап клуб Скопје, покрај тоа што добива мултифункционален простор, добива и поддршка од нашиот тим во рамки на целиот процес. Така што тоа е еден дел. Другиот дел на финансирање исто така не се и подкастите кои што ги креираме како еден друг дел, и исто така во рамки на инкубаторската програма, стартапите кои што ги поддржуваме, Стартап клуб Скопје е инволвиран понатаму со одреден процентуален удел кој што понатаму нели сакаме ние да ги растиме. Но тоа е нешто што долгорочно сакаме да го целиме, но моментално се корпоративните партнери, Среќа бар и изнајмувањето на просторот. Така, Ана, како ги поддржувате, односно како поддржувате стартап заедницата, и пошто вие како иницијатива сте поразлични од останатите? Што сме различни? Прво ништо кога што ми паѓа на памет е енергијата и начинот на кој што пристапуваме низ сите наши соработки кои што ги градиме. Многу доаѓаме со отворени раце да поддржиме сега кој што има некоја идеја, да му помогнеме и да му дадеме насока. И всушност најголемата поддршка што ја нудиме е исто така и во рамки на инкубаторската програма која што ја организираме. Моментално е во тек втората инкубаторска програма. Тука помагаме на сите кои што имаат своја бизнес идеја. Можно е да немаат тим, да немаат простор, но се уште да се во почеток на некое развијање и градење на некој прототип, и ние сме тука да им обезбедиме менторство, простор, насоки, мрежување со цел они да можат да го развијат тоа до на некој минимален производ кој што може да се тестира на пазарот. Помагаме преку тој дел. Помагаме преку тоа што никако кога некој ќе дојде и ќе организира настан кај нас или ќе ни пристапи, го врежуваме со нашите ментори и сработници, во зависност од што е она што им е потребно. Баш пред некое време ме контактираше личност од Израел која што сака да отвори компанија тука. И моментално е во посета на Македонија, дојде кај нас. Вистина, браво. Да, моментално ќе го запознаваме со одредени професори од факултети од електро и машински начисто, пошто неговата идеја е во делот на
wave energy, значи енергија што се произведува од брановите. И ни беше гостин на едно од предавањата на инкубаторската програма, така што тоа е еден од начините, значи ги вгражуваме луѓето, ги поврзуваме со контакти и им помагаме доколку им е потребно видливост да го објавиме тоа на социјалните мрежи, да споделиме приказната. Има повеќе начини. Дури никогаш доаѓаат луѓе кои што на пример има потребно само совет или да споделат нешто за кај се наоѓаат во моментов. Значи најчесто тоа се случува на Инстаграм, добиваме пореки каде што јас имам одредена идеја, моментално се наоѓам на тој степен, потребно ми е одредено менторство или насока каде да продолжам. И се кажуваме состаноци со нив, каде што разговараме или ние како представници од Стартап Клуб Скопје или ги поврзуваме со некој наш соработник кој што веруваме дека ќе им даде одредена вредност. И тоа е многу важно всушност и како ветер во грб и за самите нив, луѓето кои што отвораат свој стартап, да вие ги поддржите, вие ги насочите и ете во секоја ситуација и да треба некој мислење или ментор. Уште еден начин кој што е поддршка во однос на видливоста е тоа што го правиме со подкастите, каде што ги споделуваме приказните на првите генерации на претприемачи од кај нас. И тоа е архивирање на нивни искуства кои што се значени за луѓето кои што допрва треба да започнат со нивното претприемачко искуство. Бидејќи со нив разговараме кои биле они пред да го започнат нивното претприемачко искуство, што им се случува во моментот, како стигнале до инвестиција, како навигираат во тие процеси и кои се механизмите кои што они ги користат моментално за развојот на својот бизнес. И тоа е исто така нешто кое што користи во однос на споделувањето на знаење со заедницата. Ана, како се оформува инкубаторската програма, како се наоѓаат ментори? Инкубаторската програма пред се сакам да напоменам дека е жива материја. Значи додека се случува никогаш има одредени промени кои што ги правиме. Но како оди почетниот процес, уште пред да започнеме со инкубаторската програма, следеше едно истражување и консултации со сите чинители претходно кои што се во стартап заедницата. Бидејќи Стартап Клуб Скопје пополнува еден јаз каде што кај нас изминатите години, сега кога зборам изминатите години, ова зборам негде 2018-2019 година, имаше доста акселераторски програми. И фалеше некој да работи со луѓето кои што имаат само идеја и стварно не знаат од каде да започнат. И ние претходно организиравме настани каде што зборувавме со сите чинители од стартап заедницата, имавме една критична маса. Разборувавме што значи да се креира еден инкубатор од новата генерација и кој што ќе служи на оние кои што допрва сакаат да започнат свој бизнес. Разговаравме со доста луѓе кои што години уназад биле вклучени во заедницата, дали биле професори, основачи на организации, инвеститори и слично, да дадат нивен фидбек. Од таму тргнавме да ја креираме програмата и да ја составиме во неколку делови. Тоа опфаќа, значи пред се момент каде што е градење на тој прототип, техничка поддршка, потоа правна поддршка во целиот тој процес, делот за маркетинг, истражување на пазарот и go to marketing стратегија, значи како да се пристапи на пазарот, до завршниот дел каде што се припремите за презентации пред инвеститори, односно тоа се склопување на pitch декови, така ги викаме, тоа е презентација преку која што секој тим се представува пред инвеститорите. И земајќи ги сите овие делови модули во предвид, ја креираме самата програма. Менторите ни е многу важно да бидат луѓе кои што претходно имаат свој стартап или бизнес, кој што го изоделе патот, и тоа е главното мото на Стартап Клуб Скопје, дека стартап играат стартапи. Така што оние кои што доаѓаат во програмата добиваат менторство од луѓе кои што веќе го имале тоа искуство и не само на национално ниво, туку на интернационално ниво, можат да дојдат со нивното знаење и експертиза и мислам дека најдобро го разбираат шумот што им се случува на луѓето кои што се на почетокот, бидејќи секој си од каде да почнам, што да составам, да градам продукт или први да го тестирам, ако го тестирам како градам комуникацијата со моите клиенти и слично. Тоа што има доста прашања во тој дел, но менторите во суштина им помагаат да ги разјаснат сите тие прашања. Да, имаат секогаш, значи сега ние имаме отворен повекот е отворен 3 месеци, последните 2 повици сме имале над 1500, значи над 150 апликации кои што пристигнале на повиците кога сме ги отвориле. После тоа селектираме 30 идеи, формираме комисија, нели во Стартап Клуб Скопје, дел се ментори, дел се инвеститори, членови на Стартап Клуб Скопје. Селектираме 30 кои ги повикуваме на настан кој што е имам идеја хакатон и тука они
добиваат првично менторство и 2 работилници и врз основа на тоа имаме 3 критериуми кои што се иновативноста на идејата, големината на пазарот на кој што пристапуваат и потенцијалот на тимот. Според тоа оценување избравме во последната програма 16 моментално бизнис идеи кои што влегуваат во инкубаторската програма. И инкубаторската програма трае 3 месеци. Така што ова е процесот пред, значи како се оформува и како почнува програмата. Сега во зависност какви идеи ќе влезат во програмата, ние носиме ментори кои што ќе им помогнат нив во специфични индустрии, например. И сега тука имаме ментори кои што ни се стандардни во некои аспекти, како што се, не знам, во однос на финанси, на бизнес план, на правна поддршка и слично, но доколку се во специфични индустрии, тогаш гледаме да донесеме и ментори кои што ќе им помогнат во специфичната индустрија. Што е за почит на вистина да се најдат во тешкото, да кажам, на предприемачите. Апсолутно. Оваа година гледаме и да донесеме доста ментори кои што доаѓаат од странство и кои што имаат одредено познавање во интернационални пазари и искуства. И тоа го правиме благодарение на соработката со SVCP, како организација кои што ни помагаат да ги донесат менторите тука. Јас во оваа прилика сакам да ми се заблагодарам многу на сите ментори и соработници кои што ни се дел од инкубаторската програма, бидејќи голем дел од нив го прават тоа бидејќи сакаат да вратат кон заедницата. И за мене нема поголема вредност од тоа. Да. Ана, и еве некако начина ти во смисла дали ова инкубаторска програма е достапна за сите предприемачи, на кој начин можат да се пријават тие? Меѓутоа јас колку што те разбрав ти не објасни веќе за тоа. Супер е тоа бидејќи нема ограничување во однос на возраст. На пример, тоа исто така не прашува дали има некоја возрастна граница, дали има некои критериуми кои што треба да се исполнат специфично. Во суштина ние гледаме да бидеме отворени пред различни возрастни групи. Значи не е секогаш наменета само за млади, тука е баш за луѓе кои што имаат одредена бизнис идеја. И ние ги оценуваме според иновативноста на таа бизнис идеја, колкав е пазарот на кој што они ќе настапат и потенцијалот на тимот. Значи колку они имаат експертиза во тоа што ќе го работат понатаму. И особено кога се на почетокот во развојот на еден стартап или еден бизнис, многу е важен тимот. Значи идејата може да се промени. Може да оди во друга насока, може и комплетно да се оди во друга насока, но тимот е тој што треба да покаже издржливост. Така што доколку имаме добри тимови, човек не може сам, нели? Да. Во било која сфера, во било која работа. Подлог период си во оваа приказна, па ете на какви се ти ситуации, па и други приказни искуства си посведочила? Има многу, не знам од каде да тргнеме. Како искуство, сакам да доловам барем мал аспект од што се случува за време на, или можеби што се случува воопшто во стартап клуб Скопје и за време на инкубаторската програма. Ние сме многу свесни дека не секој кој што ќе заврши инкубаторската програма ќе има успешен стартап. Значи може некој ќе добие инвестиција, ќе започне ништо, може тоа ќе трае неколку години, може ќе расте понатаму или не, но ние сакаме да ја градиме следната генерација на предприемачи, односно луѓе кои што ќе започнат да размислуваат така, имаат веќе контакти, тоа се менторите кои што доаѓаат, веќе се запознаени со заедницата. Ние сме мал екосистем, во принцип сите се познаваме едни со други, но многу е важно да имаме тој личен однос, да знам дека јас можам на некој да му се обратам и да ми помогне во тоа што го работам понатаму. И оно што е интересно за првата инкубаторска програма, особено бидејќи не беше пилот програма, значи имаше доста од учесниците што понатаму се уште активно во стартап клуб Скопје. Доаѓаат како ментори на втората инкубаторска програма. Некои тимови доаѓаат баш пред некој ден беа дојдени во Среќа бар, еден од тимовите од првата инкубаторска програма со членови од друг тим и сакаат нешто заедно да прават сега. Значи има многу интересни такви ситуации. Апсолутно.
тимот ДИА кој што работат на апликација која што им помага на луѓе кои што мислам имаат диабетис и се диагностицирани со тоа или се уште во нека почетна фаза, они имаат апликација која што им помага да ги внесат сите информации во истата и согласно тоа да ја следат нивната состојба и да знаат како нели исхраната, физичката активност да ја адаптираат спрема тоа. Они пред известно време има представување на нивната идеја пред инвеститори кои што се од Саудиска Арабија, кој што исто така тоа беше еден дел кој што го возможивме за нив и тоа беше многу интересен дел. Сега тие ми беа и претходно, значи Марио и Георгина ми биле колеги од факултет. Они дошла на инкубаторската програма и сега го има тој момент и тоа некако во нашето заедничење и дружба има тотално друга димензија. Од друга страна многу ми се драги сите учесници кои што моментално се на втората инкубаторска програма. Они пред неколку недели има еден на еден сесии со Никола Бугаски, кој што е еден од основачите на Native Teams, и нивните реакции после тие еден на еден сесии таа поврзано што имаат со менторите, века како ова ни отвори нова перспектива, сега знаеме на што да се посветиме, што ќе биде следно. Имаме исто така учесници кои што доаѓаат од други градови, Битола, Прилеп, и тие на пример активно со нив имаме договор дека во текот на еден месец две од предавањата ќе слушаат онлайн, две ќе дојдат со физичко присуство. Јас сум фасцинирана колку они се посветени кон тој процес. Они одвојуваат дел од нивната време да дојдат, да бидат тука со нас, да ги проследат предавањата. Многу од нив имаат и заеднички соработки. Тоа е уникатно. Не знам дали се можам да доловам да се биде во таква средина каде што стварно ги имаш луѓето покрај тебе што можеш да градиш ништо. Тоа што ова се само дел од искуството на дневна база, цело време се случуваат некои активности кои што ме фасцинираат. Имаме фриленсери кои што доаѓаат кај нас и работат во просторот. Они ќе објават нешто за нивното искуство, па не контактирала друга организација од регионот и не повикува на настан бидејќи сака да споделиме нешто повеќе за тоа што го правиме тука во Скопје. И имам милион приказни. Извини, јас многу нафрлав. Не, многу позитивно. Многу позитивни соработки се случуваат, вмрежување, комуникација едни со други, разменување искуства и тоа е клучно. Мислам дека луѓето чувствуваат енергијата и многу сум благодарна што многу голем дел од нашите соработници не само на национално и на интернационално ниво, особено од Балканот, ни пристапуваат нас. Тоа там многу сум благодарна бидејќи гледам дека го ценат трудот што го вложуваме. Ќе се навратам на тоа што го спомена што можеби не прави различни, исто така и нашата комуникацијска стратегија на социјалните мрежи. Стартап Клуб Скопје е една од ретките организации кои што има профил на сите социјални мрежи со активен контент кој што ние го креираме. И тоа е многу важно бидејќи допираме до сите таргети на нашата публика кои што се со специфичен контент кој што им зборува нив. И тоа е многу важно и мислам дека организациите и нашите партнери од регионот и од државата го ценат и го препознаваат тоа и токму затоа ни се чувствуваат отворени да дојдат и да ни пристапат за соработка. Спомна дека е доста и други предприемачи од регионот ве контактираат вас, па може ли да се направи некоја паралела помеѓу стартапот тука кај нас во Македонија и во регионот, па може би пошироко? Споредбите може да се прават можеби на ниво на екосистем и како ние функционираме. Од оно што јас го имам осознаено, барем од државите кои што се тука на Балканот, Бугарија, Словенија, Србија, Косово, Албанија, исто така. Имаме сличности од аспект на некои можеби историски нешта кои што ни се случувале, како ни се развивале нашите држави и како викаат мајндсетот на луѓето кои што се таму. Во тој аспект имаме доста сличности на како се одвиваат работите, бидејќи и кај нив доста чинители во стартап екосистемот се знаат, комуницираат помеѓу себе и гледаат како да се дополнуваат. Она што мислам дека е специфично за Србија конкретно, они имаат нова структура на сите чинители како се поврзани и тоа дава голем допринос кон поголем бенефит на луѓето кои што понатаму се вклучуваат во заедницата. Светам дека кај нас се уште секој го бара своето место. Ние уште се мапираме помеѓу себе, гледаме кој каде може да придонесе и како тоа помеѓу себе може да се поврзи. И многу ми е мило што доста од организациите кои што ни пристапуваат веќе почнуваме да го дефинираме процесот на соработка со нив.
Бугарија исто така се доста развиени екосистеми, исто така и Словенија. Впрочем во Словенија сега во мај месец ќе се случи една од поголемите конференции која што е посветена на стартапи, а тоа е Подим. И во разговори сме со организаторите на конференцијата да можеме да ја посетиме и да возможиме можеби потенцијално луѓе од нашата заедница дополнително да дојдат таму. Така што дефинитивно имаме соработка. Има некои видливи разлики со оглед на тоа дека можеби подолго и активно они работеле на градење на тој екосистем и можеби имаат некои поуспешни приказни, бидејќи веќе во Словенија ги имаме компании кои што се веќе unicorns и се многу поголеми и тие носат со себе повеќе знаење во стартап екосистемот и предонесуваат да се развива вистиот. Но во моментот кога убаво ќе се структурираме и ќе имаме добрата комуникација помеѓу сите чинители кај нас, уште побрзо ќе движиме напред и верувам дека стартап клуб Скопје со овој нов бранд на енергија што го носи ќе придонесе кон тоа. Ана, како стартап клуб Скопје организирате и многу нетворкинг настани, кои можеш да ни ги најавиш за во блиска иднина? Следно, мислам дека можеби ги напоминала оние настани кои што ни се во месец април. Сега, покрај тоа што ние организираме настани, има и многу партнер организации што организираат кај нас настани, така што тоа сакам да го напоменам, но еден од настаните кои што го организираме во месец април и тоа на 10 април е заедно со една партнерска организација од Бугарија, тоа е Endeavor, така што ќе организираме настан кој што е поврзан за scaling, односно тоа е за не знам каква е точната терминологија за да се преведе, ама на англиски насловот ќе биде How to Scale Your Startup. Во принцип, тоа е како веќе да го развиеш твојот стартап на други пазари. И веќе е во делот на развој, така што ќе дојдат представници од организацијата и нивни учесници на програмата што имаат Dare to Scale. Тоа од кај нас имаше 7 стартапи кои што учествуваат, така што и тие ќе говорат за време на настанот. Ќе биде супер прилика за сите оние кои што сакаат да се запознаат со нивната програма, тоа што го работат. Мислам дека ќе биде супер да се врежат со дел од чинителите од стартап екосистемот што е таму. Така што ги поканувам сите што имаат можност да дојдат. Секоја последна среда во месецот организираме coworking и networking настан кој што е посветен на фриленсери, така што тоа се луѓе нели кои што можат да си возможност да работат исто така на различни локации и ги повикуваме да работат од нашиот простор и работиме заедно во Стартап клуб Скопје од 12 до 5, а од 5 до 8 имаме дел што е посветен на нетворкинг, ама многу е не е само запознавање, најчесто играме игри со нив. Значи играме бинго, поставуваме прашања на неколку маси, па треба помеѓу себе да ги одговорат и слично, и тоа сваќаме дека луѓето што работат фриленс, помеѓу нив има и магионичари, луѓе што собираат инсекти, имаат многу интересни колекции, значи многу интересно поврзување. По последните настани останавме дури до 10 часот да разговараме помеѓу себе да се запознаваме. Тоа е следно, а нешто што е така поголемо и повозбудливо, тоа е регионалниот настан кој што сакаме да го организираме и тоа ќе биде во месец септември. Под насловот Стартап револуција сакаме да го организираме еден од најголемите настани за вражување кои што ќе бидат во Македонија, посветени на стартап заедницата, не само на национално ниво, туку и во регионот. Веќе сме во комуникација со доста од нашите партнери кои што ќе имаат џелба да присуствуваат во оформување на програмата, на поддржувачи, на луѓе кои што ќе зборуваат. Овој настан ќе биде посветен на луѓе кои што имаат своји стартапи, на инвеститори, представници од организации. Важно ни е сите чинители кога ги собереме на едно место, да разменат своји искуства, да споделат контакти, бидејќи во стартап светот никогаш, мислам, ова и општо и во животот, никогаш не знаеш кој контакт за што ќе ти послужи понатаму во животот. Ова го зборувам исто така од мој лично искуство, верувам дека и кај тебе се случило истото во текот на твојата кариера, ама луѓе кои што сум ги запознала на одреден настан, првично сме кликнале како луѓе, се случило понатаму да соработуваме, да ме побараат, дали за совет, дали јас да препорачам некоја друга личност која што можеби ќе им користи понатаму, тие се многу, значи контактите се многу значено нешто. И особено кога станува збор за ти развиваш бизнис кој што понатаму треба да расте на регионално ниво, понатаму и на светско. Важно е да имаш човек кој што ќе ти даде совет како да пристапиш кон тој пазар, со кој да те поврзи. Доколку моментално стагнираш во некои аспекти или не ти се оптимизирани некои процеси, како може тоа да го направиш? А е значено да го добиеш тој совет од некој кој што го живее тоа или го поминал тоа. Тоа е искуство. Секогаш добро дојде на едни со други, многу е важно да си помагаме. А вас кој ви помага во
организирањето на настаните? Во организирањето на настаните многу значајна улога играат нашите волонтери. Она што го правиме во Стартап клуб Скопје, особено од месец септември па навам поактивно, ја градиме волонтерската мрежа. Значи, уште првиот повик кога го пуштивме, и тоа беше некоја иницијална форма за дали си заинтересиран да волонтираш, пријави се ти, пријави другарче, така некако одеше. Имавме над 50 пријави за волонтери и понатаму полека ги воведуваме во се што се случува во Стартап клуб Скопје. Значи, откако иницијално ќе пополнат форма, понатаму им спраќаме прашалник кој што ги прашуваме, окей, кои вештини сакаш да ги развиеш, кои вештини ги поседуваш, во што сакаш да се вклучиш. Имаме различни, дали тоа е настани, дали тоа е продукција на подкасти, дали е креирање содржини за социјални мрежи, има различни сегменти во кои што може да се вклучат и согласно вештините кои што сакаат да ги развиваат, организираме работилници за нив, да ги доусовршат вештините кои што им се потребни и воедно да се вклучат во организацијата на настани, најмногу, но понатаму и за креирањето на контент за социјалните мрежи. Многу ми е драго што дел од нив, значи, чувствуваат потреба сами да не прашуваат дечки што е следно, каде, кој ќе биде следниот настан, јас сум слободна од тогаш до тогаш, ќе поминам во Стартап клуб Скопје, ќе дојдеме заедно, ќе работиме, така што ја имаат желбата, го имаат тој дух и ги охрабрувам сите кои што се интересираат во областите во кои што ние делуваме да ни пристапат и да ни пишат и да се видиме на следниот волонтерски состанок, бидејќи тоа е многу значајно. Понатаму од овие луѓе кои што моментално волонтираат, сакаме да го издвоиме еден тим на борд на млади лидери кои што понатаму стратешки ќе делуваат во Стартап клуб Скопје. Тоа ни е важно да аспект на пренесување на знаење на новата генерација, но воедно да им дадеме мик на младите, окей, ајде сега критички да размислуваме што е следно стратешки за Стартап клуб Скопје. Што сакате вие да придонесете? Можеби има настан кој што вие сакате да организирате. Можеби има нешто што вас ви е потребно да бидете гласни. Ајде да го реализираме тоа, бидејќи имате сите ресурси, сите контакти и ние сме тука да ве поврзиме и да ве поддржиме во тоа, ајде да го направиме заедно. Така што тоа е нештото следно на кое што целиме и веруваме дека оваа група на луѓе и тој тим ќе ни помогне во организацијата на големиот настан кој што и самите тие имаат една сигурност поголема. Точно. Во она што го работат. И тие несвесно се дел и од инкубаторската програма, пошто доаѓаат пред секое предавање, тие го водат делот на регистрација која ќе дојдат секој стартапите, би ги водиме евиденција на присуство, па дел од нив помагаат во снимањето на видеа во однос на самото предавање и импресии после предавањето. И тоа е интересно бидејќи они се изложуваат да бидат во средина каде што потенцијално можеби тие луѓе кои се дел од инкубаторската програма ќе бидат нивни работодавци. Што е многу интересно, бидејќи тие се на почеток, мислам, луѓето кои што во инкубаторската програма се уште ги формираат своите тимови, им се потребни луѓе кои што се интересираат за тоа. И тука има други конекции, а воедно и поврзувањето со менторите, мислам дека има многу можности на каде се може да се развива некој кога ќе дојде во Стартап клуб Скопје. И кое е она мислење, мислам, ние сите имаме нели различно мислење и за стартап заедницата кај нас и за како функционира стартапот, некој повеќе знае, некој помалку информиран, но каква е реалната слика на стартапот во Македонија според тебе? Ги има ли доволно застапени стартапите? Сакаат ли луѓето да превземаат ризици и да започнат нешто свое? Во однос на превземање на ризици, мислам дека мал е процентот кои што се решени да превземат ризик. Мислам дека е голем број на луѓето кои што ја идеализираат приказната и сакаат да бидат тоа, но мал е процентот кои што сериозно ќе се посветат кон процесот. Бидејќи нели убаво звучи тоа кога ние го зборуваме тој успех или што е постигнато, но позади тоа пред се бара многу храброст, бара посветување на време, бара поинакви приоритети. Јас и кога разговарам со, мислам, ова ме наврати на моментот на разговорите што јас ги имам со луѓето кои што се гости на мојот подкаст и кога разговараме, го зборуваме моментот дека апсолутно процесот кога се посветуваш на едно предприемачко искуство е начин на живот. Не секој е подготвен за тоа. Тоа што мислам дека кај нас можеби малку повеќе се зборува, што е од еден аспект е можеби добро дека постои некој разговор
и некој наратив, но јас ги советувам сите да почнат да размислуваат критички маца и да се информираат маца повеќе. Доколку имаат интерес и нешто слушнале, мислам дека треба да дојдат во организации како што сме ние и маца да го осознаат повеќе тој процес, бидејќи стварно вистински како всушност се тоа функционира, да, не е нели замислено. Бидејќи прво, значи одвојуваш од твоите ресурси, време, средства, енергија да се посветиш кон тоа. Почетоците се како да кажам, толку нејасни, тешки, уште тестираш нешто, значи треба да си издржлив во такви моменти. И кога започнуваш некој припремешко искуство, треба да знаеш дека не секогаш ќе имаш некоја сигурност. Значи ти си одговорен за некои луѓе што ќе дојдат кај тебе и што ќе работат. Тоа е друго нешто за кое што треба да се спремаш, треба континуирано да учиш. И што е многу важно. Треба да знаеш да се опоредиш со вистинските луѓе кои што ќе ти помогнат во тој процес. Да. Мислам дека се уште е мал процентот на луѓе кои што се осудуваат, целосно се посветат. Но мислам дека голем исто така бројот на луѓе кои што почнуваат да се интересираат и да сакаат да навлезат во тоа. И се понатаму тоа се филтрира, нели? Кој е тој што ќе остане во секој случај, мислам дека е убаво да имаш било какво искуство. И да се проба. Да. Нешто ново, да се поместат границите. За крај, Ана, нашиот подкаст се нарекува На каде одиме? Па ете, кажи ни ти на каде одиме? Според мене, од мојата гледна позиција, каде сум јас сега, каде одиме, сакам да го дефинирам или сакам да го гледам оптимистички. Би сакала да кажам дека одиме кон креирање на една заедница која што ќе им служи на следните генерации, ќе им овозможи простор да пробуваат нови нешта и да го предизвикуваат статус-квото, да размислуваат поразлично, да креираат нови можности, бидејќи позади секоја креирана успешна приказна кај нас апсолутно стои цела заедница, а таа успешна приказна нуди нови можности, како што се нови вработувања, така и препознатливост и градење некои брендови надвор од нашата држава. Така што мислам дека одиме кон креирање на заедница која што ќе им служи на младите и ќе биде инспирирано од нив и они ќе бидат вклучени во неа. Благодарам многу за овој разговор во овој подкаст, да ти посакувам успеси и да мотивирате и понатака, да поддржувате и понатака нови предприемачи и се најубаво. Благодарам многу за поканата и за пријатниот разговор. Се надевам дека успеав барем дел од тоа што го правиме да го доловам за време нови разговори што го имавме. Многу сакам да го поздравам мојот тим кој додека јас сум тука напорно работи на другите активности кои што следуваат и сакам сите да знаат дека навистина сме отворени за соработка и можат да ни пристапат и благодарност до креираме кај што креира вакви можности да дојдеме и да поразговараме за нешто кое што навистина носат вредности.